На само еден месец пред Суперкупот меѓу Манчестер Юнајтед и Реал Мадрид, цената на хотелското сместување во градот се зголеми неколкукратно. На букинг понудите за едно ноќевање за двајца со појадок периодов се движат од 4.000 па дури до 6.000 евра. Најголем дел од сместувачките капацитети во градот се распродадени за период од 7 до 9 август. Нормално е сега, кој има поголема побарувачка се доди нагоре. Јас како што знам 5.000 фанови на Манчестер Юнајтед ќе имаат билети, 5.000 фанови на Реал Мадрид, другите се мислам дека во отворена продажба. Меѓутоа, 5.000 луѓе да дојдат од Манчестер, тоа е една преголема бројка. Дури да претпоставиме дека 2.000-3.000 фанови на Реал Мадрид ќе дојдат од Шпанија. Тоа се 7 до 8.000 гости директни, што да признаеме реално, Скопје нема толков капацитет на хотелско сместување и затоа во игра влегуваат и приватните сместувања. Затоа цените се малце повисоки од што треба. Главниот град стана непосакувана дестинација во Европа поради дуелот меѓу најголемите фудбалски клубови во светот Реал Мадрид и Манчестер Юнајтед. Шансата да се гледаат во живо Кристијано Роналдо, Герет Бейл, Серхио Рамос, Вейн Руни, Давид Де Хеа и многу други фудбалски суперзвезди ги привлекува спортските фанови од целиот свет во Скопје. Во екот на Суперкупот, туристичките работници не се изненадени од ваквите вртоглави цени, сепак апелираат дека не треба да се злоупотребува надпреварот за да се претерува со цените. Стравуваат дека астрономските цени ќе ги демотивираат фановите повторно да ја посетат Македонија. На Манчестер Юнајтед ја дигнаа цената и сакал нечел цените ќе бидат тие. Се надевам дека нема да претераме ние, се надевам ние како домаќини, како Скопје во со цените за да не се уплаши УЕФА друг пат да не даде ваков настан. Покачување на цените има и во авиобилетите. Авионскиот билет од Лондон до Скопје во еден правец чини од 209 до 250 евра. По завршувањето на Суперкупот, цената на летовите од Лондон до Скопје повторно се спушта на 99 евра во една насока. Ден пред Суперкупот, летовите од Барселона до Скопје ќе чинат околу 160 евра во правец. Голем број од заинтересираните нема да може да дојдат до билет со оглед на фактот дека во слободна продажба се пуштени околу 22.000 билети. Се очекува на денот на надпреварот Скопје да го посетат околу 50.000 туристи. Дел од нив ќе бидат среќни добитници на билети, а дел од нив ќе го проследат надпреварот во две фан зони во центарот на Скопје или некој од локалните кафулиња или ресторани.